Државното стана партиско. Интегративците, службеното го арчат како да е приватно. Им нема крај на расфрлањето народни пари. На настанот во организација на ДУИ лидерот Ахмети Викендов, министрите дојдоа со службени возила. Начело со првиот вице-премиер Артан Груби, министерот за економија Крешник Бектеши, за финансии Фатмир Бесими, за образование Јетон Шакири ги искористија службените коли. Во составот фалеше првиот дипломат Бујар Османи, кој не дојде на промоцијата на книгата Албанската илегала од 45-та до 99-та, претходник на распадот на Југославија. Ова представува класична злоупотреба на државните ресурси за лични и партиски цели. Во упатството за употреба на службените возила јасно е нагласено дека службените возила на Министерството се користат единствено за службени потреби кои се одобрени, оправдани, наменски и рационални и во согласност со целите и делокругот на работата на Министерството, согласно надлежностите. Повеќе од јасно е дека за настанот во организација на партијата, без разлика дали министрите беа поканети како гости, недозволиво беше возење со службена кола. Најголем марч за да дојде направи спикерот Тала Џафери, кој дојде со полициска придружба, што и законски му следува како прв човек на законодавниот дом. Ниту на собранискиот спикер ова не му е прв пат да ја користи колата за да исполнува партиски активности. Џафери во предизборието 2020 година во Ростуше пристигна на идентичен начин, освен со службено возило, туку и со обезбедување. За собранискиот председател спорна беше и партиската функција, која имаше како член на председателството на ДУИ. Според член 67 став 3 од Уставот, функцијата председател на собранието е неспојива со вршење на друга јавна функција, професија или функција во политичка партија. Антикорупцијската комисија утврди дека Османи ги злоупотребувал службените коли и дека во работно време водел партиска агенда за избори од партискиот штаб во Скопје, но Грковска само го опомена, бидејќи како вице-премиерка за добро владење само за тоа имала ингеренции. Идентично беше и со првиот вице-премиер Груби, кој на состанок на ДУИ во Мала Речица допатувал со службено возило.